Почитувани советници, ја отворам 49-та седница на Советот на општина Кавадарци закажана за денес. На седницата присуствуваат 17 советници и уште 20 ќе ни се приклучат во текот на седницата. Констатирам дека кворум за работа има и Советот може полноважно да одлучува по предложениот дневен ред. Со решението за свекување на денешната седница оставени записник од 48-та седница на Совет на општина Кавадарци одржан на ден 27.10.2020 година. Дали има забелешки по записникот од 48-та седница на Совет на општина Кавадарци? Нема. Имате ли овие ливчиња кај мене? Нема. Доколку нема, кој е за усвојување на записникот од 48 седница на Совет на општина Кавадарци? Едногласно за сите, благодарам. Со решението за свекување на денешната седница имаме добиено предлог дневен ред за работа на седницата закажана за денес и тоа. Точка број 1. Предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадарци за 2020 година. Втора точка. План за програми за развој за 2021 година. Трета. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 41/20 поведен пред Основен суд Кавадарци. Четврта точка. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање на меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 47/9 поведен пред Основен суд Кавадарци. Пета точка. Предлог одлука за давање закуп на недвижна ствар на катастерска парцела број 1243 КО Раец во собственост на општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање. Шеста точка. Предлог одлука за давање во закуп на недвижна ствар на КП број 527 КО Крњево во собственост на општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање. Седма точка. Предлог одлука за изменување и дополнување одлуката за определување зонско паркирање на подрачје на град Кавадарци. Осма точка. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или возможност на ЈП Комуналец Кавадарци за регулира период 21-23 година, донесена од Управен одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Девета точка. Извештај за работењето на ЈП Комуналец Кавадарци за период 1.1. до 30.9.2020 година, донесена од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Десета точка. Извештај за работењето на мали хидроелектрични централи Лукар Доел Кавадарци за период од 1.1. до 30.9.2020 година, донесен од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 11 точка. Одлука за донација на синдикална организација на ЈП Комуналец Кавадарци, донесена од Управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. 12 точка. Предлог програма за работа на локален музеј и галерија Кавадарци за 2021 година, донесена од Управниот одбор на локален музеј и галерија Кавадарци. 13 точка. Извештај со архивски број 0501/6/20 од 19.10.2020 година од работа на Општинскиот совет за безбедност во сообраќајот Кавадарци за 2020 година. 14 точка. Предлог одлука за одобрување на финансиски средства од буџет на општина Кавадарци за 2020 година. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за користење на општински јавни патишта. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? 19 за, едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 15. Предлог одлука за изменување и дополнување одлуката за утврдување на висината на надоместоците што се плаќаат за користење на општински јавни патишта. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Совет на општина Кавадарци, предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа. Предлог одлука за примање донација, материјално добро изразено како сообраќајни знаци од Друштво за производство, трговија и услуги Кожувчанка Дуел увоз и извоз Кавадарци. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 16. Предлог одлука за примање донација, материјално добро
izrađena kako saobraćajni znaci od Društva za производство, trgovija i uslugi Kožuvčanka, Doel, uvoz, izvoz, Kavadaci. Согласно член 59 от Договорникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешна седница и тоа предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02-383/3 од 27.10.2020 година за давање трајно користење на недвижни ствари, арматура, флоу, сијалици без надомест. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно, благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 17. Предлог одлука за давање согласност на одлука со архивски број 02-383/3 од 27.10.2020 година за давање на трајно користење на движни ствар, арматура, флоу, сијалици без надомест. Согласно член 59 од Договорникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 18. Предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачјето на општина Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа предлог одлука за примање донација материјално добро тампон од Друштво за производство, трговија и услуги Јами експорт импорт Доел Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно, благодарам. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 19. Предлог одлука за примање донација материјално добро тампон од Друштво за производство, трговија и услуги Јами експорт импорт Доел Кавадаци. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа предлог одлука за ослободување од плаќање надомест за утврдување на градинско земјиште Пазар. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека е усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 20. Предлог одлука за ослободување од плаќање надомест за уредување на градинско земјиште Пазар. Согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа предлог одлука за ослободување од плаќање надомест за уредување на градено земјиште спортска сала основно општинско училиште Страшо Пинџур. Согласно Деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 21. Предлог одлука за ослободување од плаќање надоместок за уредување на градично земјиште спортска сала основно општинско училиште Страшо Пинџур. Констатирам согласно член 59 од Деловникот за работа на Сојот на општина Кавадаци предлагам дополнување на дневниот ред за денешната седница и тоа предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Кавадаци. Согласно деловникот молам за произнесување за предложената точка на дневен ред. Кој е за? Едногласно. Констатирам дека усвоен предлог предложение од дневен ред да се дополни со точка со реден број 22. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачјето на општина Кавадаци. Дали има други предлози за измени и дополнување на досегашниот дневен ред? Доколку нема, ваквиот дневен ред го ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Одиме со точка број 1. Предлог одлука за изменување и дополнување на буџетот на општина Кавадаци за 2020 година. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точката ја ставам. Се извинувам, колешке, за збор Божанка Минова. Почитуван градоначалник, почитуван председател на Совет,
колеги советници, почитувани медиуми. Сакам да направам еден осврт на ребалансот на буџетот, во кој што очигледно е дека имаме прилично големо ребалансирање, како на приходниот, така и на расходниот дел, од кој што од планираните 503 милиона намалено е на 382 милиона, грубо кажено, со разлика од 121 милиона. На приходната ставка очигледно е дека ребалансирањето се врши повеќе во делот на трансфери од други нивоа, кој што од 106 милиона се ребалансира на 88 милиона 709 илјади. Ребаланс имаме и во делот на донациите, така по-замашен, од 7 милиона некаде, извинете, од 76 милиона на 42. А во делот на расходните ставки имаме ребаланс така поочигледен во урбанистичкото планирање од 4 милиона некаде на 2. Потикнување на развојот на туризмот, исто така и тука имаме ребалансирање од 3 милиона на 1 милион и 600. И изградба на комерцијални објекти од 129 милиона некаде на 92 милиона. Изградба и реконструкција на локални патишта и улици од 169 милиона на 103 милиона. Ние минатиот совет го дискутиравме, оваа потреба од ребалансот, која што произлегува нели од состојбите кои што ни се случуваат во овие моменти, не само кај нас, туку во целиот свет. Меѓутоа, како заклучок од оваа состојба на ребалансирање на приходите и расходите, заради извршување на буџетот, во планирање на намените на средствата, може да се констатира дека во наредниот планирање за буџетот за 2021 година да не се оди со преголемо планирање во делот на донациите, како и од приходи кои што се очекуваат од повисоки нивоа. Бидејќи тие и малку се по-неизвестни приходи, а тоа че ни ја диктира и расходната ставка. Благодарам. Дали бара друг збор? Доколку никој не бара збор, точки ја ставам на гласен. Кој е за? Колешки, вие? За, едногласно. Втора точка, план и програма за развој за 2021 година. Отварам расправа. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, точки ја ставам на гласен. Кој е за? 19 за, едногласно. Благодарам. Точка број 3. Предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет 41/20 поведен пред Основен суд Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Четврта точка, предлог одлука за давање согласност за склучување на судска спогодба за регулирање меѓусебните односи во врска со судскиот предмет број 41/19 поведен пред Основен суд Кавадарци. Кој бара збор? Доколку никој не бара збор, точките ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Точка број 5. Предлог одлука за давање во закуп на недвижна ствар на КП 1243 КО Раец во сопственост на општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање. Отварам расправа. Доколку никој не бара збор, точките ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно. Точка број 6. Предлог одлука за давање во закуп на недвижна ствар на КП 527 КО Крњево во собственост на општина Кавадарци по пат на електронско јавно наддавање. Отварам расправа. Кој бара збор? Нема за збор. Точката ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно.
Точка број 7. Предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за определување на зонско паркирање на подрачје на град Кавадарци. Отварам расправа. Доколку никој нема разбор точки, ја ставам на гласен. Кој е за? Едногласно благодарам. Точка број 8. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водно снабдување на ЈП Комуналец Кавадарци за регулиран период 21-23 година, донесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадарци. Отварам расправа. За збор Туримаджов, па Душица, па Минова. Повели Туримаджов. Благодарам председателя, почитувам градоначалниче, председателя, колеги, советници, медиуми, граđани на општина Кавадарци. Пред 2 или 3 совета, исто ова точка беше на дневен ред, тогаш договориме нешто и изгласаме. Сега иста точка се става повторно на дневен ред. Колку што ме држа памтењето, ова е трет пат. Првиот пат изгласавме, ама Комуналец направи грешка. Па ни ја ставија по втор пат, сега по трет пат. Евака. Прошлиот совет кажав дека ќе гласам против, ќе гласам пак против. Кажав дека у време на пандемија светска, на економска криза, кај што луѓето мака мача да си прехранат семејствата, да му качиме водата, мислам дека не е уред. И сега, после мене може да испадне градоначалникот и ќе рече регулатор на закон, правото е така, мора така да биде, па че не туреле 30 динара водат, нема да тура 30 динара, бидете сигурни тоа. Значи Кавадарци и понатки ќе има најефтина вода за пиење, пошто нашите предци мислеле многу повеќе од нас и водоводниот систем е така направен, Кавадарци не користа вода со пумпи па да плачеме струи и така натаму и така натаму. Вака сега, ако се доведем у ситуација да наказнат и според мене не треба да оказнуваме ни народот. И не може менаджерскиот тим на Комуналец да се крие позад совет и за се едно да плаќа народот. На име на вие народ, кавдаречкиот, 2 милиона евра грант земе. На име на вие народ земе кредити за возила, земе кредити сега и за централа. Сето тоа е да се праве и треба да се прави. Сега, да ви објаснам и пред да почнам, ќе замолам советниците наредниот пат вие извештајот на Комуналец нека ви го доставуваат у пишана форма, не по електронски пат. И најубаво беше кога ни го даваа материјалот у пишана форма. Има таму многу убави работи да се видат. И ја мислам дека председатели дотведен апел да не пуштите виче мејлови, у петок е совет, ви до четврток до вечер да ни пуштат мејлови. Направите го тоа, ако у петок совет до вторник, до среда, па луѓето нека ги гледат мејлови. Евак сега. Ќе почнам со ред. Значи вака. Ќе го земам оделение за одржавање и механизација. Имат неколку ставки што во оделение правело у Комуналец. Тоа се негде 12-13 работи. Промена на потисна плоча, ребра, скаиш, значи минимални работи. Тоа Колеги, можеме ли тоа у извештајот да го гледаме за да не мислам председател дека пракса беше ако се 4 точки да Комуналец да ги дебатираме сите заедно, па после да ги гласаме. Мислам па може и така. Мислам дека тоа стално го правиме дека не е проблем. Значи водиме со заедничка расправа по сите точки, а поединечно да ги гласаме, се слагам така. Така, ќе извиниш председателе. Сега да го најдам само ова. Ќе извините, малце на минутка. Секунда ево. Значи рекуваме механизација, така? Минимални работи направиле. За резервни делови имат потрошено
мислам дека околу 4 милиона денари. 4 милиона денари имат, ево го, за резервни делови 4 милиона 83 денара за 2020 година. Тоа се 9 месеци. Ако имат 13 ставки, коштат 4 милиона денари за резервни делови, а пази, овој совет и овој градоначалник се заложиме да се купат нови возила. Нови возила. Значи, тие нови возила, по сила на законот, најмалку за 3-4 години, ников дефект не треба да имат. Овој совет, овој градоначалник, го избоксуваме тоа, кредит земе па и купиме, за доброто на граѓаните на Кавадарци. 4 милиона денари, 13 ставки, улје промена, филтер променен. Воја, мислам дека не е уреду. Така. И сега ви ми кажувате дека народ треба да го плати ова. Не бе. Не казнат, го казнат комуналец, менеджерскиот тим треба да го казнат. Еве сега ќе ви кажам друго. Оделение за јавни набавки у извештајот напишале само колку тендери спроведиле, ево ето. Ливчето. Па напишете бе луѓе, кои фирми го зеле тендерот. Па да видиме колку кавдаречки фирми има тука. Па колку пари, нека видат луѓето. Нема што да криете. Зошто да криете? Зошто е еден лист јавни набавки. Сега, друго. Дистрибуција на сметки за џубре, падната моја наплата. Сега ќе речат корона беше, ова беше, нова беше. Нече да е така и тоа. И уште, ќе ви кажам друг податок. За гориво 2019 година е потрошено 6 милиона и 700 илјади денари за гориво. 2020 има 4 милиона, ама ќе го стигнат и тоа. Ќе стигнат до 6 милиона. Евак сега да ви кажам, да знаете само, комуналец има околу 51 или 52 возила. Се на све таму спаѓаат и механизација, машини, камиони, отидат 52-3, 25 са леки коли, моторчиња, такви работи. За 2019 година што го потрошиле во гориво е 130.000 литра. 130.000 литра на 25 возила да ги туречи. Знаете ли колко е тоа по возило? 5.000 литра. Ја мислам, не е нормално, градоначалниче. 7 милиона денара за гориво. И ви ќе ми кажувате тука дека народ това се треба да го плати. Апел до колегите советници, материјал зимци го пишана форма. И има доста што да видите. За мене не е нормално да потрошиш ти на 25 возила 125.000 литра, 125 тона нафта е тоа. Отворите си очи таму, видите кој што праве со гориво. Видите што се работи таму. Ја не го укривам никој. Не е нормално. Не е нормално трактор да троши толкова. Не е нормално камионџа да троши толкова. Не е нормално нови возила имам, бе, луѓе. И вие сте запнале воата да му качувате на народот. Народот треба да плаќа за ова. Не ве си плати менеджерскиот тим. Го казна менеджерскиот тим. Че гласам против преговар. Ајде, да одиме вака. Сите колеги, па градоначалникот да не го шетаме 5 пати. Така? Или па да даде објаснување, па да не се повторуваме како колеги, бива? Ајде, значи да не се повторуваме, ако се клопите у тоа прашање, ако има одговор, немојте да ме го повторувате. Благодарам. Повели градоначалник. Почитуван председател, почитувани советници, почитувани сограѓани на општина Кавадарци, внимателно го слушав излагањето на советникот Риманџев. Во делот на она кое што го има како точка за регулирање за цената на водата од 21 до 23 година и загрижувањето на советниците во делот на регулаторна комисија, можем да најдем некој разбирање и да дискутираме.
али за жал законите во државата се такви како што ги предвиделе државотворците и Уставот, меѓутоа и регулаторна комисија. Оно и другото изнесување дека сме купиле нови возила во јавното предпријатие Комуналец, дека сме потрошили многу гориво и така натаму, немам намера да го правдам Комуналец, меѓутоа тврдам одговорно дека јавното предпријатие Комуналец најдомачински, најтранспарентно, најобјективно сите трошкови кои што ги има направено ги прави по протокол и врз основа на извршена услуга за граѓаните и само за граѓаните. Господин Ториманџев, ние имаме купено 6 возила. Немаме 66. А јавното предпријатие има 55 возила. Не е точно дека од 55, 25 се автомобили, 25 се товарни возила. Нема да ги ставате луѓето у забава, че спадне вода дека е такси компанија. Не, јавно предпријатие Комуналец. Автомобили, патнички во јавното предпријатие Комуналец има само 8. За сите служби. Единствено јавно предпријатие ќе има еден директор. Може да си го проверите заедно со твоите сопартијци, да видиш во Охрид колку директори имате во јавните предпријатија. Да видите во Струмица колку имате. Во Скопје, во Велес. На секој сектор директор имате. Ние имаме еден директор на сите сектори. И на водовод, и на канализација, и на градски гробишта, и на хигиена, и на зеленило. Јавното предпријатие работи многу објективно, тоа граѓаните го гледат и е приметливо во општина Кавадација. Од санирање дефекти, до реконструкција, до изведба на само изведба до 8000 метра годишно цевковод воделот на водовод, канализација, атмосферска канализација со собствени средства, со собствени капацитети. Јавното предпријатие располага со 4 скипа. Кога дојдовме имаше 2, сега има 4 скипа. Дали ви знаете еден скип кога работи 8 часа колку гориво троши? Јавното предпријатие располага со 2 булдожери. Едниот булдожер е на депонијата константно, каде што ги врши потребите за депонијата. Другиот булдожер од месец мај па се до 15 дена работеше на земјоделска патна инфраструктура. Јавното предпријатие Комуналец овие средства не ги зема од граѓаните. Пред нашиот мандат, претходниот состав, имаше програма и буџет, видите го и тоа, за зеленило од 2 милиона денара. Ние сега како општина на јавното предпријатие му плачиме 16 милиона денара за зеленило. Ние како општина на јавното предпријатие му плачиме по однос на одржување на локални земјоделски патишта и селски патишта 3 милиона денари. Претходно тие ставки не постоја. Претходно во јавното предпријатие немаше градежна група. Претходно тоа го работеа трети лица што коштеше пута 3. Јавното предпријатие 4 милиона денара што потрошило за одржување на 65 возила, тоа е најминималното што може да се направи. А не да Боже, дали знаете, ако се направи само еден дефект на едно возило во делот на механизацијата, кој што значи градежно возило, како скип, булдожер или не знам што, може да кошти и 2 милиона и милион денара дефектот. Возилата кои што ги имаме купено како нови се под гаранција, гаранцијата трае 2 години или 3, зависност од возилото. За време на гаранцијата, господин Ториманџев, ние имаме филтри, уље, плочки, гуми, потрошен материјал, тоа возило не стои. Гаранцијата не ти дава тебе да возиш и да не менуваш ништо. Напротив, треба да го сервисираш тоа возило. Така да, горивото, повикувам јавно, доколку некој сака и има потреба да си го провере во целост. А уште една работа, да земите во обзир, дека горивото е берзанска цена. Ние може да потрошиме и 5 милиона денара гориво, да купиме 100 литра, а може и за 5 милиона денара да купиме 70 литра. Зависи по која цена е на берза и на бензинска пумпа. Така да 130 литра гориво за јавното предпријатие, спореди го со минативе години 8, пред да бидеме ние на мандат, и ќе биде јасно дека сме со 60, а ако не 60-50% помалку гориво во потрошувачката, а со 200% повеќе ефективност на јавното предпријатие Комуналец. Не викам дека е идеално, не викам дека тие менаџерски тим дека може и повеќе, меѓутоа ако
мислите дека можете или било како, вие сте совет, јас сум градоначалник, там има управен одбор, има директор, си има раководители на сектори, кои што мислам дека треба да ги почитуваме малку, тие работат јавни функции, работат за плата во интерес на граѓаните и нивниот труд и напор кој што го прават, треба да му го цениме, а не да даваме лажен публицитет на луѓето, како што некои го правят тоа и на друг начин, за да ги деградираме. Јас не би сакал ниту еден, кој што транспарентно и честно се врши работава, да го деградираме и да дебатираме на такви теми. Имаме многу други теми каде што може да заштедиме и да направиме, не у јавните предпријатија комуналици. Во делот на водата, која што е главна точка, дека 3 пати ја носиме иста одлука, односно ја менуваме одлуката, ја носиме, тука сакам само да појаснам и да кажем дека ниту еден во оваа просторија, вклучувајќи и вас и мене и сите други советници, без разлика на политичка партија, определба и било што, не се за покачување на водата. Ниту јавното предпријатие комуналец не е за покачување за водата. Тоа мора да го кажеме јавно. Меѓутоа, регулаторна комисија, кога предвидува трошковник за 4 години да предвидиш цена, значи тука многу добро ви пишува во точката. Тоа е точка 8. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на јавно предпријатие комуналец, Кавадарци, за период 21-23 донесена од управен одбор по препораки на регулаторна комисија. Значи ова е тарифник. Ние не значи дека утре тарифникот го спроведуваме и го правиме. Може за 7 месеци или за година дена регулаторна комисија ќе донеси нов правилник, кога ќе треба да го изгласаме новиот правилник. Немојте на ситни работи да политизираме и да фаќаме дневно политички поени. Напротив, водата во моментот у Кавадарци најевтина во цела држава. Тоа не е благодет само за што ја добиваме по гравитационен систем без излекување на вода со пумпи или со електрична енергија. Тоа е благодет на уште една работа кај што имаме 4 мини хидроцентрали кои што носат приход во јавното предпријатие комуналец. Тоа е благодет на тоа што успеавме и успеав како градоначалник да ги ставиме 4 мини хидроцентрали под фитинг тарифа, да имаме повластена продажба на електрична енергија. Тоа е благодет на домачинското работење на јавното предпријатие комуналец, пошто нема долгови, нема заостанато плати, нема заостанато придонеси, К15 зема вработените и со тенденција на покачување на плативе на општите работници. Тоа е благодет на она што го изградиме како 5-та мини хидроцентрала и која што точка е ставена тука, да ги ослободиме од комунали да може да ја изградат и од утре ден ќе добиваат приход од самото водоснабдителен систем. Тоа е благодет на домачинското работење и исполнувањето на програмата на општина Кавадарци. Вие знаете дека пред 3 години не се мие улиците во општина Кавадарци. Знаете дека имавме рачно пометување и прашина во централното градско подрачје, па да не зборувам подалеку. Знаете дека немавме колекторски систем. Знаете дека имаме по 10-15 куќи кои се поплавуваат. Да, сега се мијат редовно улиците, се чистат редовно улиците. Џубрето не го оставивме како град Скопје во време на пандемија да се смрди цел град. Напротив, со дополнителни контейнери, со дополнителни луѓе, со доблеста на тие луѓе таму во време на карантини, полициски часи, пандемија го фрлаат 3 пати џубрето. Дори ги задолживме и на луѓето во изолација да им го фрлаат џубрето од предивните врати и ниту еден не врати за таа работа. Така да мислам дека нашето јавно предпријатие можеби треба да го анализираме за пример во државата. А регулаторна комисија е составена и направена само од една работа. Баш заради ова. Да не јас, ти, тој или било кој се натегаме тука и измислуваме топла вода колку треба да биде цената на водата за водоснабдување. Тоа беше минато време каде што пред политичка кампања или предизборна кампања ќе испадне градоначалник и ќе каже јас ќе ја намалам цената на водата со 30% за да добие 1000 гласа. Сега не може да го правиш тоа. Сега е за тоа регулаторна комисија последниве 4 години каде што ти дава минимална цена, максимална цена. Јас како градоначалник и вие како совет верувам дека ќе се бориме секогаш да биде минималната цена
на фактурите на жителите на општина Кавадарци. Значи, ниту во еден случај нема да биде повеќе од минималната цена која што ни препорачува и ни диригира да ја ставиме регулаторна комисија. И уште едно да ти додадам, во делот на Бошовијата, знаете каде е Бошовијата, тоа е село Бошова, Крњово, Чемерско, Конопиште, Мрежичко, Бојанчиште. Дали знаете дека 2 пати неделно го фрламе џубрето таму? Дали знаете дека едно возило од јавното претпријатие Комуналец Мечерка да отиде, да сврти само таа релација, да се врате праве 200 километри и троше 100 литра гориво на дневна основа? Немаме тука никаква рентабилност. Меѓутоа, од пред 7 месеци ние го фрламе џубрето од секој едно можно село. Го работиме исто во Сопот, исто го работиме во Дреново, го работиме во Бегниште. Претходно на тие луѓе нему се isfрлуваше отпадот од дневни потреби. Значи имаме многу зголемен обем на работа во делот на јавното предпријатие. Ќе направиме една анализа добра, ќе ја обелодениме и мислам дека ќе паднат во вода тезите дека трошковите се големи во јавното предпријатие. Благодарам. Вака, обдавно излагање прави градоначалника, значи добро е, има поента моја дискусија. Градоначалниче дека точно знам што зборувам, знам. Рети и читам колку возила има, точно ги знам колку се. Ако нешто знам, знам и камионите колку трошат, и како трошат, и зошто трошат. Јас не реков дека некој нешто праве, некој за мене е тоа голем трошок. И нек си седнат, нек си видат. Ни име спомнав, ни некој го обвинив дали нешто правил или не правил. Седници, видици. Имате, градоначалникот има приватна фирма, голема компанија, сигурно не дава и повеќе возила има од Комуналец, сигурно не дава за резервни дали 70.000 евра. Јас сум убеден од тоа и не можем убедити дека не е така. Видици го и тоа. Видици го и тоа. Па имате трошок од други лица и таму имате 70.000 евра. Видици го и тоа. Па ќе кажам, не го обвинувам никој. Градоначалникот ти спомна тука Охрид, таму кои градишта, Дебар, Кичево, таму што спомна друго. Ако сакаш градоначалниче да правим за кадрова политика у Комуналец, и тук сум спремен да разговараме. За жал на вие град, СДСМ градоначалник немал никогаш. За жал или за штета, тоа е. Ама градоначалникот кажа тука како Комуналец пометуел, што ме работи на Комуналец? Тоа е основната дејност на Комуналец да го собира џубрето, вода да ни испорача. Мене ме е многу драго што вие сојете вие градоначалник успеа Комуналец да го направи вакво предпријатие кај што е сега. Ја сам давам насоки. Проверите си вие работи. Има и други работи. Проверите се убаво. Ја не реков дека некој нешто прави. Видите, му убедиш ти мене дека 5000 литра може да истроши еден камион. Тоа мало морген. Не бива таа работа. Друго, градоначалниче, почитуван, за кадровата политика треба да се обрати у вашата партија. 8 години беше Александар Панов, цел менаджерски тим и как се раководе Комуналец беше таму, не беше у СДСМ. Значи за 8 години ако си симпатизер у тоа време на опозицијата, знаеш колко ще примат у Комуналец да работиш? Никад. Никад. Така да не префрлате нас топката. Таму некој друг го воде орто. Го водеше орто 8 години. Некој друг го направи Комуналец да биде такво како што е предпријатие. Среќа што ги имаме централите. Среќа што ги имаме централите кај град. Ако не се централите, ни ќе биме најслабо предпријатие комунално у Македонија.
Па што сакат нека прават после? Треба да знаат вие луѓе на граѓани на Каварци, дека само хидроцентралите носат профит. Друго ништо. И друго ќе ви кажам, а префералца топката, партија, јас, мојата дебата, ни партија, споменав, ни ништо. Кајте ми еден човек што е член на СДСМ, па у раководните структури на комунални, нема. Нема. И сега после сето овоа, градоначалникот вика, не ловите ситни политички поени на теми од овој карактер. Па регулаторно по закон, минимално, а покачи и електричната енергија, минимално по закон, па ВМРО оде на протести у Скопје. Го блокира градниот град. Значи, у мојата дебата не спомнав ни една партија, не спомнав ни... Мене ми е мило што градоначалникот испадна. Сум му побудил некој интерес у дебатата. Пак ќе кажам, менаџерскиот тим, ако го казнат комуналец, треба да си ја сноси целокупната одговорност. Ни за оваа точка еднаш гласаме, они си направија грешка. Сега нивната грешка треба да се покриеме ни и ви, че не бележат у Каварци кај луѓе што му чита водата у време на пандемија, а менаџерскиот тим нек си најде модел. Тоа што е планирано, калкулација нек си го плати комуналец, а не граѓаните на Кавадарци. У време на светска пандемија, па ги да видам как ќе изгласи демократичната водата. Благодарам. Почитуван градоначалник, почитуван председател, почитувани колеги советници, почитувани медиуми. Бидејќи се зборува за една точка или повеќе кои што се поврзани, а станува збор за комуналец, јас би сакала да реплицирам на господинот Ториманџов во однос на тоа дека секогаш кога излегува на говорница, политизира. Зошто? За некои работи, за кои што сакав да обрна внимание, даде одговор градоначалникот, јас само би сакала да се задржам на делот на, како што рековте, за цената на водата. Всушност, да не го замајуваме градот Кавадарци и нашите жители, дека всушност ние сме тие што ја формираме цената, како што објасни градоначалникот, дека тарифникот доаѓа од регулаторна комисија, но регулаторна комисија од влада на СДС. Истата таква слична регулаторна комисија ја покачи цената за струјата исто од владата на СДС. Постојано повторувате во екот на пандемијата, јас нема да бидам тој што нема да гласа, ќе бидам против за граѓаните. Јас не знам колку е вас жал за граѓаните, меѓутоа пандемијата е сега и ќе оди, па ќе дојде нешто друго. Знаеме сите дека сме во рецесија, знаеме како ни се фирмите, сите со кој темпо работат, колку се јаки во моментот сега, да спомнеме пандемијата. Меѓутоа, не треба вака да се играме со чувствата и емоциите на граѓаните. Не треба да ги залажуваме. Треба да ме објасниме дека, а всушност после мене барам да се изјаснат, има и представници од јавното предпријатие Комуналец, да објаснат, да не бидеме сватени по грешки, да не ги ставиме во заблуда. Значи, регулаторната дава цена од ваша влада, како што реков.
Па ако ма до граѓаните дека е пандемија, зошто не седнала да земе да размисли, да види тој тарифник дали одговара во моментот сега? Значи не е наша грешка. Ние сме ставени пред свршен чин. Како советници, значи треба да одлучиме во името на граѓаните. Тоа да не биде онака како што вие го представивте во друга смисла. Исто така, би сакала да спомнам дека и би сакала да ја пофалам администрацијата баш сега, затоа што во време ни стигат добро подготвени сите предмети и извештаи кои што треба да ги разгледаме. А тоа дека треба да бараме пишана форма, а не електронска, напишаното и во електронски и во пишана форма е исто. Доколку напишаното што ви го дават во вашиот штаб го додадете на ова што сега е додадено тука, тогаш сигурно ќе ви биде нешто појасно. Јас не би сакала да разговарам на оваа тема, бидејќи не сум вработена во ЈП Комуналец, меѓутоа имам сознание дека председател на управниот одбор на ЈП Комуналец е СДС, а вие сами кажавте сега дека дефинитивно вие немате ништо. И дека сите што се во управниот одбор на ЈП Комуналец се представници на СДС. А да ви спомнам за минатата седница дека вие за 2 члена на ВМРО ДПМН наводно, не ни ги знаеме во наводници, направивте уки-буки, ни одземавте саат и пол време за нешто што не беше битно и не беше точка на дневен ред. Значи, колега Ториманџов и почитувани граѓани, ВМРО ДПМН секогаш е во името на граѓаните да ги донесе соодветните одлуки, односно зборувам за нашата советничка група. После доброто објаснување од страна на градоначалникот, а греф е да се каже дека во пандемијата кај нас, дека сметот и дека водата и дека се што поврзува со работењето на Комуналец и со дополнителни активности кои што ги работеше Комуналец, да се фрла сенка и дамка за политички поени. Земете го примерот со градоначалникот Шилегов во град Скопје, каде што се давија во смет во време на пандемија и каде што можеше да избие една еколошка бомба. Не би зафлевала, како што кажавте, менатиот пат да земаме примери други градови, но јас се гордеам што сум жител на град Кавадарци, што сум од советничката група на ВМРО ДПМН, што гласам за закони и за одлуки кои што навистина се во интерес на граѓаните. А сега по сето ова што го направивте, не ви е прв пат, во е веќе трет пат, каде што се игра, пак ќе кажам, со чувствата и емоциите на граѓаните, дека наводно ние ќе бидеме тие што ќе гласаме некоја висока цена која што тие треба да ја плаќат. Да му објасниме преку представници од фирмата, да му објасниме на граѓаните дека таа регулаторна комисија донела тарифник во време од 4 години, каде што колку се покачува и да ја видиме колку се покачува цената. И зошто е тоа така? Ако не е во ред, тогаш обратете се до вашата влада, бидејќи на секоја седница викат ова влада во направи. Обратете се до нив и прашајте зошто регулаторната комисија во екот на пандемијата решила да ја покачи според тој тарифник цената на водата за пиење и другите услуги кои што следуваат и ги спроведува фирмата ЈП Комуналец. Значи, јас сум презадоволна како граѓанин и како советник, не само вие дека одите, комуницирате, истото и ние тоа го правиме меѓу народот, каде што народот е многу благодарен во однос на хигиената, во однос на водата, да го земеме пример Сопот. Овој пат Сопот не го спомнавте, ви јас ќе го спомнам. Колку се задоволни жителите на село Сопот. Значи, до сега они пија вода со азбестни цевки, а сега имат и атмосферска канализација и се што треба, се што е вклучено таму направено. Значи, дај да не плукаме за нешто што е вредно и нешто што е навистина, нешто што го нема во Македонија, ако има во Кавадарци. Ви благодарам. Водиме
изборуваме исти работи много, значи 2 минути се доволно за реплика. И за контрареплика една минута. И кратко реплика. Да е свършена. Само и то. 2 минути свършена. Еве, колешке, прво да почнем од регулаторно. Независно тело е таму, нема да СДС, ВМРО, независно тело е, тоа се стручњаци, независни. Е вака, зборуваш таму, свршен чин. Земи го статут, прочите дека мое право е и по статут, како сакам да гласам така. Ти ќе ме убедиш дека граѓаните се да му се каче боата? Ајде, ќе испаднеме надвор, питај двојца. Ќе му убедиш дека тоа е добра политика, ако му се каче боата? Кај ти чу моите дебата, ја дека го нападна комуналец дека нешто не работи? Никаде. Има стенограми, нека видат. Никаде. Вака сега, момент, че ми избега мислата. Ти изслушав, не те прекинуев, ми го спомна Скопје, Шилегов. Ти живееш у Скопје? Шо толку Шилегов те занима тебе? Мене уопште не ме занима Шилегов. Шо знаете ка правят у Скопје? Джубра се изнесувале. Шо треба да прави комуналец? Равенки да решава? Имаше еден бивш директор на Пелагонија 24 години, Бог да го прости. Знаеш што ви каже? Па работа на градоначалникот да прави патче, тротоар, такви работи. Шо му е работа на градоначалникот и на комуналец? Тоа е работа. Да креира политика у градот. За тоа не гласат, за тоа го гласат градоначалникот. Тоа е, така треба да биде. Абе ви изгледа се заборавите Митко кај ви стана вас кандидат за градоначалник и кај до вербата на Кавараци. Ви си изпуштите завеса, крај. Абе ви мислите, нели памте вие народ ништо? Па ви го доведете бе Кавадарци у Расулове. Па ви знаете ли, информира се, секој управен одбор на комуналец му е тензичен. Ни еднаш едногласна одлука нема донесена. Стално е тензично, питај. Шо ми спомнуиш туа мене ти, други градишта, СДСМ, кај јас спомнав ВМРО, не го спомнав нигден. Давам насоки, кај да си видат. Не обвинив ја ништо. Давам насоки, видици. Му бегат парите на друго место. Нека си видат. Имат јавни набавки, правен сектор, имат се, нека си видат. Никој не го обвинив за ништо. Ви реков, земи си опишана форма. Шо исполнуваш мене партија, па штабот, шо имам ја веза со штабот и со партијата? Законско било правото, види богати. Шо е законско правото? За минимална цена го блокирате Скопје. Колега, доволно е, истече времето, да одиме со Божанка Минова. Повеле може. По извештајот за работата на јавното предпријатие Комуналец, сакам да кажам дека видлива е работата на јавното предпријатие Комуналец. Во нашиот град на завидно ниво е хигиената, на завидно ниво е снабдувањето со вода на граѓаните и сите други, да не ги набројувам, активности кои што ги превзема ова јавно предпријатие. И еве да спомнам уште и озеленувањето е така видливо. Не зборам конкретно со бројки, со оглед на тоа дека во извештајот на јавното предпријатие Комуналец имаме многу фактографски бројки. Значи се направи канализација на таа и таа улица, се изврши озеленување во тој дел на градот. Но овдека фали една анализа да се направи, бидејќи јавното предпријатие работи по план и програм, кој што ние како Совет го имаме усвоено. И тука фали една анализа, заклучок на крајот од оние фактографски податоци, дека имаме реализација на програмата 80%, 70%, за да можеме да дебатираме ние колко е реализацијата на
програмата, ако отстапува од, нели, прилично од бројките кои што сме ги планирале, зашто е тоа така, за да можеме поквалитетна дискусија да имаме. Што се однесува до овој извештај, би сакала да обрнам внимание и на фактот дека таму забележав има ослободување од камати на должници кои што постапја по одлука и на Совет. Меѓутоа нема една анализа во која што ќе кажат каков е исходот од наплатата со таквиот потек кој што ние сме го направиле. Дали граѓаните се иницирале со тоа да си ги подмират долговите, дали е тоа 100% наплата или 80% од таквиот вид на случај што ќе ни биде, нели, репер за како ние понатаму да постапуваме нормално и самото јавно предпријатие Комуналец. Значи имам забелешка само во однос на извештајот да биде покомплетен со заклучоци и малце да биде да ни даде можност повеќе да дебатираме со бројки. Инаку, ваквата работа на Комуналец е резултат на добриот менаџерски тим, а и секако и на вработените, кои што оперативно ја вршат работата, и јас сум со апел да му се покачи и платата на овие вработени, кои што оперативно ја извршуваат работата и тоа квалитетно во последниве неколку години. Односно во последните 3 години. Благодарам. Колеги, ајде контрам една 6 секунди. Ај колеги, да имаме обзир дека и не треба се повторуваме сега и колегите не ми е згодно едниот па другиот па исто и градоначалникот тоа што го збори. Ајде нека биде реплика, не е контра. Добро, вака. Го искористи правото за, значи не сум сам. Добро излагање на колешката Божанка. И она по нејното излагање гледам дека не е задоволна од извештајот, затоа ви реков, земите го у пишана форма. Друго, ми избега мислата Пържевска. Знаете ли за 2020 година колку откриени кражби на вода има у Кавадарци? Ќе ви кажам. 9. Вратите си го филмот малце поназад, ќе видите колку кражби на вода има. Пак ќе речем, 2 поенти ви кажав од Комуналец да си ги проверите. Ево и 3-та поента. Активирате се и службите по-агилно да си ја вршат работата. Да си ја заработат платата често и поштено. Едини советник су, сега и Божанка кажа, што 3 години може да си вратите седниците. Зборувам да му се кача платата на општи работници. И претходниот човек каже. После моето излагање, испадна го началник, каже дека ќе му даде К-15. Едини. Дали су спасители или не, сигурно ви не сте. Не од место одговорница. Ако на некој покачување на вода од 1 денар по кубик, мој малце, не знам, земите сметката за вода, ќе видите колку ставки има таму. Благодарам. Колеги, само еден. Да се договориме, јас ред, оди седи јас на твој место седи. Ајде. Треба да се карат всички. Колеги, ние сакаме од, како што е редот, че и дадам на ните збор, вас ви дадам збор, реплика, контрареплика, по 1000 пати. Седни овде да видиш како е. Од таму ми препукуваш на секој што зборува по 5 збора. Не е културно да викам по вас. Сега, колега, вака. Значи сега, да одиме како што треба. Шо реплика, шо контрареплика. Реплицирам по тоа и тоа, мислам дека не е така. Бараме реплика, држиме говори, предавање уште да одиме редослед. Баш у ковид време, кога овде можеме да допреме до нешто непосакувано, ние се утепавме од реплика и контрареплика. За збор колешката од место некој ако збори, овде ќе го сместам ја на негово место па да иде како.
Почитуван градоначалник, почитуван председател, колеги советници, почитувани граѓани. Јас сметав дека не треба да земам збор со оглед на тоа што сме у услови на пандемија и што секој здржување не го загрозува здравјето. Меѓутоа, значи, неколку совети поред се користи оваа говорница само за добивање на ситни поени. Без оглед дали во поглед на сегашно раководство на некој јавно предпријатие, на бившо збор, може? Само по точките, само по комуналец, не по... Не, збор взимам, а зборот сакам да биде по точките на дневниот ред. Зборот јас Расправај го комуналец. Ова ми е воведот, колега. Воведот колегата каде што зборав рекол? јас вон точки на Слушаме дневен ние ред? што рекол колегата, збори по точките. Значи, не слушнав дека колегата Туриманџов го прекинавте која збореше 3 пати поред зема збор. Збор се зима еднаш. Бе, 2 За пати го реплика прекинавте рече него. збор, за контрареплика збор. Че ве молам И да ме него го оставите да прекинав. се искажам. Ако видите дека зборам вон дневниот ред, тогаш прекинете ме, не сега. Значи, прво и основно, во интерес, еве, ќе бидам пократка, планирав да го читам дописот од регулатор на кој што го доби општината и кој што сите покушават да го избегнат, како што кажа колегата Туриманџов, под наводници некаква си казна, некаква си регулаторна, некаков допис. Не е некаков, веќе трет совет поред покушаваме да донесеме некаква одлука со цел да ги заштедиме граѓаните од понатамошните непријатности во кои ќе ги доведе регулаторната комисија. Во интерес на вистината треба да се каже дека Управниот одбор на јавното предпријатие Комуналец е составен од членови и на ВМРО и на ССМ. Во кој ССМ, значи, го има мнозинството и ги донесува одлуките. Од таму неколку седници поред добиваме одлуки за покачување на цената на водата. Не ние како советници, не да взимаме ситни поени, дневно политички, да зборуваме на чаршијата кој ги спасил граѓаните од покачување, туку да се каже дека носиме одлуки со кои се обидовме 2 пати поред да остане истата цена на чинење на водата. Сите советници, не поедини. Меѓутоа, тоа очигледно не ни успеа. Треба да се каже фактичка состојба на граѓаните. Доколку и денес не успееме да донесеме одлука, наредно регулаторната, предводена од ССМ, ќе ни формира цена. Ако сега цената на водата на чинење 18 денари, што ќе се случи? Значи, во овој допис вика, вие ни пративте иста вода на чинење за наредните 3 години. Тие не се согласуваат со таа вода, со таа цена на водата на чинење и пристапуваат кон одредување на цена на вода на чинење за кој што тие сметаат дека е праведна. Значи, што ќе биде ако таа цена регулаторна од 18 денари ја зголеми на 36, колега Туриманџов? Какови механизми ние имаме тогаш? Ме интересира само тоа да ми одговорите од кога ќе завршам, а се уште не сум завршила. И ќе ве замолам, значи исто така во интерес на граѓаните да се каже дека таа некаква си казна е, ако не грешам градоначалник, 30.000 евра, така? 30.000 евра, кои што исто така треба граѓаните да ги плате општината, независно или јавното предпријатие Комуналец, и кои што ќе бидат директно земени од џебот на граѓаните. И јас сум далеко од тоа да ја оправдувам регулаторна, вие знаете дека јас сум советник од ВМРО ДПМН, а ВМРО ДПМН секој втор ден протестира пред регулаторна. Меѓутоа, ние тука не сме за да водиме само ситни политики, демагоги, да билдаме собствен рейтинг. Тука сме пред се за да ги заштитиме граѓаните. Ако ние не ги заштитиме, како што вие го навредувате менаџерскиот тим на Комуналец, они мудро ќе се чудат. Зар не бидовте дека не земаа збор? Зошто чудат? Затоа што кога ние нема да донесеме одлуката, они ќе се чекат од регулаторна и ќе стават нив дупла поскапа цена. Значи сега ќе биде 36 денари, карикирам водата, или 40 во зачинење. Друго би сакала, значи уиднина, да не ги спомнете веќе, еве, долго време ве слушам, значи луѓе што не се тука, и да го спомнуите предходниот градоначалник, предходниот менаџерски тим на Комуналец. Значи ние имавме предходен градоначалник и предходен менаџерски тим на Комуналец кој што работеше со добивка. Имавме најдобро јавно предпријатие.
Значи не почнува се од сега, немојте да ги негирате успесите и после нас ќе дојде некој друг. Ја не викам дека и сега не е успешно, меѓутоа и од 2009 до 2013 тоа јавно предпријатие завршувало со добивка од над 250.000 евра. И водата, значи како што кажавте и како што кажа градоначалникот, беше најниска во Македонија и се уште е најниска. Ако ја зголеми, ќе ја зголеми и регулаторната комисија предводена од ССМ, не од ВМРО-ДПМНЕ. Одлуките на директорот, на менаџерскиот тим, значи секоја одлука ја потврдува управен одбор. Таму мнозинство има ССМ. Немојте да го манипулирате граѓаните. Секое ваше излегување е со намера тука. Значи да се омаловажи некој човек, претходно раководство, претходен градоначалник, претходен директор. Не е во ред. Прво и прво, не смеете да зборувате за луѓе кои што не се присутни овде. Зошто не кажете за успешните проекти на претходниот менаџерски тим? Зошто не кажете на грантовите кои што се реализира и во овој мандат, кои што добие некој резултат на проекти кои што претходниот директор ги изменаџирал, претходното раководство? Значи треба секоја чест и да сегашното раководство. Колешке, претходно раководство пред 10 години нема е точка на дневен ред. Зошто не му кажете на колегата Ториманџов? Бъркав и него, не би е културно, ти си дама, те остави повеќе време. Не е културно сега да те бъркам значи, одговор. Збори точно за ова што ти е дадено на дневен ред, претходно раководство. Значи точно кажав, цената на водата за чинење сега 18 денари, пошто колегата Ториманџов каже дека ние не мора ништо да правиме, ние ко ВМРО-ДПМНЕ сме најмалку да се покачи цената. Меѓутоа тоа да го каже у регулаторната комисија, да не ја зголемува цената. Не тука приказки празни да се кажуваме. Ние не ја покачуваме, ќе оставиме регулаторна таму, нека ни ставе, нема да ни ставе голема цена. Кога ќе видиме цената од регулаторна, тогаш да излезете тука и да кажете зошто е 30, 40, 50 денара цент. Благодарам. Колеги, вака, доста е сега со реплики, контрареплики, а и само ја едно ведување како советник да кажам, многу изборевме по... Колега, кажавме и ние и они, нема да мериме на вага. Значи, анализирам јас, да зборам, јас ќе му дадам реплика. Колеги, вака, ај вака, ние не смееме да седиме од 40 минути повеќе, ние поминавме 1 сат. Сакам и јас да зборам околу комуналеци. Значи, правам анализа, гориво се истрошило 100 тона и го делам на 300 дена во годината, 300 литра дневно, на 50 возила и ние овие помошни машини што косат и ме тера да размислам дека и тоа е многу малку и нека го, ој колега не ми се мешај, ја така размислувам пошто ја сум работел со градежни машини 30 години, али барам и гледам дека тие машини не работат по 8 сати, или тоа ще на одржавка и е во нормала горивото. 300 литра на 50 машини, 6 литра на машина дневно и викаш 6 литра камион треба да пали и да гаси, нема да работи. Али не работи секој ден, го утовараат, чека гаси, тоа е за мене нормална работа. Доста знам градежништво, доста имам машини градежни, сум работел, значи таа е нормална работа и не треба да се фаќаме потрошиле многу гориво. Ако не потрошат ич гориво, ништо нема да работи, нема да има работа. Тоа е нормално трошење на гориво по мое, вие како сакате така. Овие моторчиња што косат трава, бензин трошат, не се на... Некако, колега, не ми се меша во збор, тоа е моје ведување. И овие машини што косат, ти ми се мешаш најмногу и тој. Сега ја имам моје ведување. Одиме по извештај, одиме по цена. Нормално е работењето по нас, нормално било и претходно работење, комуналец било успешно. Сакам да дајме акцент на тоа да ние тука како колеги, да не му се утваряме на граѓаните дека ниска вода па нема да имат услуга. Балансираш, бараш оптимално решение и да има плаќање и да има услови да работи фирмата. И тоа е некое решение што регулаторна го дала. По моје ведување одлуката ми е добра, јас лично моје ведување одлуката ја гласам. Иако сум само јас ќе ја гласам, а обидувањето на народот е тоа дека треба народот да добие услуга. Нема покачување 20, нема 21, пола денар. Тоа се 10 денари на белешка, не му е на никој покачено вода 2022 година ако му скокне белешката за 10 денари. Борбата е само за политичко препакување и поени и од двете страни, ама треба малку и да гледаме поенако. Слушнав дека вика се кради вода. Секогаш се краде од комуналец вода и секогаш се наоѓало решение у претходен мандат. Малку повеќе, сега малку помалку. Колега, јас викам, вака викам, граѓаните крадат вода, не ти, еве ја викам. Али граѓаните кога ќе ги фаниме да крадат вода, треба да најдеме регулатива, никој оваа денешните не заслужува да нема вода да пие.
Ако некој има на Витачево куќа и живее на Витачево и нема да купува вода од кавадаци, тој заслушува вода, ние сме совет да најдеме регулатива, да го фатиме крадецот и да го регулираме. И да имаме уште 100 броила, 200, 300 повеќе. Значи, наша грешка е совет и комуналец ако имаме крадци на вода. И ние треба грешка да ја бареме од нас. Имал див приклучок, заслужува да има вода, врзимо и готово. Начин, регулатива ќе се најде. Колеги, вака сега, нема пауза. Го гласаме овие точки во после пауза. Хајде да се договориме. Ако сакате пауза, да се уедначиме со ставовите, добро. Ако неćete пауза, ако има некој за збор да бара после мене, добро. Ако не одиме со гласање, па како? Кој 5 души бараат пауза? Кој 5 дигне, нека дигнат 5 луѓе рака за пауза? Нема никој. Одиме со гласање, кој е за? Ајде како сега? 5 души реков да дигнете за пауза. Има ли 5 души за пауза? Па реков 5 души, ако има дигнете рака да ви дадам пауза. Ја не гледам. Абе, оди ти биди председател, биди сама. Ја да идем на твое место. Ама треба 5 да дигнете рака. Ако ми дигнете 5 души рака, ќе ви дам пауза. Ама не гледам 5 души да ми дигнете рака. И Јанита, 25. Колеги, нема пауза. Точката број 8. Да видим има ли 10. Мене контрареплика. Колега повели. Чекај да видам само дали има кворум, нима да нема кворум. Ако нема кворум, ќе чекаш. Има. Ајде, колега, има. Ајде. 10 так сме имама, немој сега ушене да излезе. Не ти прави. Стварно мислам се не поде да повеќе од протоколите да. Затворена просторија ќе фанеме со повеќе луѓе да е играчка. Колеги, ни треба 10 минути да ги изгласаме овие точки, се формално. 10 луѓе имаме, со 10 луѓе ги. Абе имате точки за спортски садови, имате точки за вака. Може ли? Може, колега, написи една минута реплика на мене, нема да ти враќам. Колеги, ајде, Галис реплика. Колега, ајде повели. Вака. Председателот кажа една небулоза, кражба на вода, тоа не сум го спомнал. Тука има снимат камери. Само кажав дека два година му се пронајдени 9 приклучка луѓе што крадат вода. И сега се враќаме на това претходно раководство, отворите си изписковите, ќе видите дека тоги дневно фаќава по 9. Ви дадов, на комуналец му дадов насока. Кај да се концентрират. Мислам дека тоа не е грешка. Земите си, има таму документи стоят, че видите дека бившето раководство дневно по 9 фаќаш диви приклучки. Господиша Каракутова изнесе едно тврдање дека и твое до твој одговор дека сум го напаѓал претходното раководство на комуналец. Никаде. Никаде. Биле за народот. Па качта водата и овоите протестирате. Два пати ме кажувам регулатора на една съда сама луѓе, независни експерти се тоа. Качте ја водата, имате шанси, биите за народот, пајте и којте и пред регулатором. Само да се збруе глупост и лафет, а напуштија седниците. Благодарам. Значи гласаме точка која што треба. Колеги, ајде 5 минути координација, само исклучуваме камера овде. 5 души пауза или што? Па даваме, без да баваме. Одиме со точка број 8. Одлука за утврдување на тарифа за снабдување со вода за пиење или водоснабдување на ЈП Комуналец Кавадаци за регулиран период 21-30 година, внесено од управниот одбор на ЈП Комуналец Кавадаци. 9 души сме. Ајде дека дигна советниците рака да видим колку се. 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, И вие 20. 9, 10. Доколку нема друг за збор, точката ја ставам на гласање. Кој е за? Пред се гласа, не е уредно. Што треба? Како што треба? Кај се колегите? Не ме интересира, кворум за работа имам. Нема да ги гледам, ја со сајдам да дојдам. Чекај, како тоа, И како? Па кворум мене закон ми дозволува со 10 работа. Колеги, точки ја ставам на гласање. Кој е за? 9 имаш се. За.
8 за. Чекай, дай, што влеват, ајде да повториме гласот. Во овој момент плеват, еве. Чекаме уште кој ќе дигне за 8 за. Еве, дај. Колеги, точката е ставена на гласање, одиме со уште еднаш да пребројаме. Кој е за? Ајде, колегице. Ајде убаво. Чекај. Ајде уште вие двајца колеги назад. Драгаче, вие двајца сте за? Чекај. Ајде нека седат убаво. А, нека седат и секој го си преднес за гласањето. Колеги, вака се. Седнахме ли си? Да. Одиме уште еднаш. Кој е за? Анита? Како? Колку сте за 11? Единаесет за. Против? Број ба, сега нека се одбили се. И како бројам, колку да бројам? Стефи таста на броите. Стефи број. Ама од сили сте не гледам. Ај Стефани изброј колку се за. Сега ните не се Ти, гледа. Анита, дигни да видам, нека да. 11 за. Те уште еднаш. 3, 6, 9 за. Ајде видиме против. Нема. Воздржани? 20. А други сте? Други сте, нека нема потреба. Има кворум 11. Со 9 за и 20 воздржани, против нема. Одиме друга точка. 9 точка. Изврши за работењето на Епокоманска валеца за период од 1.1. до 39.2020 година донесено од управниот одбор на Епокоманска. Отварам расправа. Доколку нема за зборија ставам на гласање. Кој е за? Едногласно одобрено. Точка број 10. Изврши за работењето на мали хидроелектрични централи Лука Дојлка Вадаци за период од 1.1. до 39.2020 година донесено од управниот одбор на Епокоманска Вадаци. Отварам расправа. За збор Лазар Ториманов. Поведи колега. Благодарам, председател, почувам градоначални колеги советници. Да не изпадне дека се е така црно комунарец или дека напаѓаме. Значи, еден од подобрите примери во општина Кавадарци за добро работење. Нашите претходници не оставиле многу добри работи си овие 4 мини хидроцентрали. Носат голем приход у општина Кавадарци и у комуналното предпријатие. Градоначалникот и неговиот тим, мислам дека се изборите градоначалници да имаме повластена цена на струјата. Заедно со владата. Заедно со владата наша. И претходниот совет мислам дека изгласавме кредит од 350.000 евра месечина за комуналеци општина Кавадарци да направат 5-та мини хидроцентрала. Тоа е добар пример. Значи, ако се сака, се може да се направи и ако се има честни намери. Не сакам ова седница да биде запамтена по некои неубави работи. Стално може по-добро, стално може по-убаво, сето е за интерес на граѓаните. Благодарам. Дали има друг за збор? Доколку нема, точка ја става на гласен. Кој е за? 19. За едногласно. Точка број 11. Одлука за донација на синдикална организација на ЕПО Комунарецка Вадаци, донесена од управниот одбор на ЕПО Комунарецка Вадаци. Кој е за? Едногласно. Го имаш во материјалот почтеви. Точка број 12. Програма за работа на локален музеј Галерија Кавадарци за 2021 година донесена од управниот
точка извештај со архивски број 0501/6/20/29.10.2020 година од работа на Општинскиот совет за безбедност на Сообраќајово Кавадарци за 2020 година. Отвараме расправа. Доколку никој нема разбори, ставам на гласување. Кој е за? Едногласно. 14 точка предлог одлука за одобрување финансиски средства од буџетот на Општина Кавадарци за 2020 година. Кој е за? Едногласно. 15 точка предлог одлука за изменување и дополнување на одлуката за утврдување на висината на наместоците што се плаќаат за користење на општински јавни патишта. Отварам расправа. Доколку никој нема разбори, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. 16 точка предлог одлука за примање донација материјално добро изрезена како сообраќајни знаци од Друштво за производство, трговија и услуги Кожувчанка Доел увоз извоз Кавадарци. Кој е за? Едногласно. 17 точка предлог одлука за давање согласно на одлуката со архивски број 02-383/3 од 27.10.2020 година донесена година за давање трајно користење на движни ствари арматура флоус сијалици без надомест. Кој е за? Едногласно. 18 предлог програма за изменување и дополнување на програмата за поставување на урбана опрема на подрачје на општина Кавадарци. Отварам расправа. Нема за збор. Кој е за? Едногласно. 19 точка предлог одлука за примање донација материјално добро тампон од Друштво за производство, трговија и услуги Јами експорт и импорт Доел Кавадарци. Кој е за? Едногласно. Благодариме на донаторите од Јами и Кожувчанка. Одиме со точка број 20. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште. Пазар. Отварам расправа. Доколку никој нема разбори, ја ставам на гласање. Кој е за? Едногласно. Предлог одлука за ослободување од плаќање на доместок за уредување на градежно земјиште, спортска сала, основно општинско училиште Страшо Пинџур, Кавадарци. Кој е за? Едногласно. 22 точка. Предлог одлука за изменување и дополнување одлука за комунален ред и мерки за нејзино спроведување на подрачје на општина Кавадарци. Отварам расправа. Доколку никој нема разбори, ја ставам на гласање. Кој е за? Колеги, со ова исцрпен дневниот ред. Само градоначалникот сака едно кратко обраќање, веројатно во знак на благодарност. Почитувани, благодарност прво за одржаната седница и покрај околности кои што ги имавме денеска и по ковид мерки и по сите други ситуации. Сакам да појаснам малку на граѓаните на општина Кавадарци, каде денеска покрај сите одлуки кои што ги донесовме со дневниот ред, се донесува и две клучни одлуки. Едната беше за ослободување од надоместна комунална такса за изградба на зелен пазар. Тоа значи дека одобрението за градење на зелениот пазар е издадено. Ние како совет, како општина го ослободивме од плаќање на надомест за комунална такса и уредување и тендерот веќе од наредната недела ќе го распишеме, така да Кавадарци после долго време и после долго поминати години ќе го добие градскиот зелен пазар наредната година со завршеток на нашиот мандат, односно до крај на месец октомври. Исто така тука сакам да додадам уште една позитивна работа за основното општинско училиште Страшо Пинџур, каде што изгласавме денеска за ослободување од надомест за уредување на градежно земјиште за градење на училишна спортска сала. Тоа е за спортска сала во основно општинско училиште Страшо Пинџур. Една благодарност до Министерството за образование и наука. Ова е инвестиција директно од Министерството, по наше барање, по подолго натегање во делот за изградба на спортска сала, ќе биде по примерот на Тоде Хаджитефов, изградена спортска сала за потребите на ова основно општинско училиште. И сакам само да додадам уште еден инфраструктурски проект и објект кој што треба веројатно пред вас советниците од прилика за месец дена да се појави некако од дневен ред на наредната седница. Тоа ќе биде одлука за изградба на спортска сала во основно општинско училиште во село Ватча Димка Анџел Габерот. Таа сала која ќе биде за спортски услови и за училишни потреби, ќе биде изгласана од буџетот на нашата општина, односно од собствени средства. Во делот на овој ребаланс кој што го направивме, во делот на комуналната изградба до сегашното работење на општина Кавадарци, и госпожица Минова даде еден осврт на работењето во тој поглед, со оглед на ковид ситуацијата, со оглед на намаленоста на раздвижувањето на луѓето во делот на купо-продажба на недвижен имот, на инвестиции,
намалување на обемот на економијата по однос на ограничување на мерките на COVID, по однос на нашите најмлади и луѓе кои што треба да одат на училиште, на онлайн учењето, и тука е намалена економијата во обемот на раздвиженост. Исто така намалена обемот во делот на нашите православни веселби, кои што ги имаме свадби, роден ден и матурски, така да мислам дека многу економијата ни претрпи во тој дел. Меѓутоа успеавме и ова година да направиме една комунална изградба која што над 70% е веќе реализирана, а очекуваме до крајот на годината тоа да помине над 75%. Така да мислам дека сите работи кои днеска ги дискутиравме се од една позитивна гледна точка. Во делот на правењето на буџетот за наредната 21 година и последна од нашиот мандат, четврта, предлог програмата веќе ја усвоивте, ја изгласавте, така да на наредната седница веќе ќе го имате комплетно дневниот ред за комунална и целокупна изградба и целокупен буџет за 21 година. Во забелешката од госпожа Минова да не предвидуваме повеќе од она што стварно го очекуваме. Тука е на место забелешката, пошто не знаеме како ќе поминеме ова зима. Во делот на COVID условите, ние како општина ќе бидеме најобјективни, ќе гледаме да оваа програма биде изградена за најобјективните потреби на граѓаните на општина Кавадарци и комуналната изграденост. Така да во непродуктивни трошкови и расходи воопшто нема да се впуштаме. Едноставно ќе ги намениме сите средства да бидат во интерес на граѓаните на општина Кавадарци. Исто така и јавното предпријатие Комуналец, премејќи го буџетот за наредната година, ќе ги предвиди сите оние останати работи кои што треба да ги заврши во делот на канализација, водовод и атмосферски пропусти. И морам да соопштам да кажам дека тендерирањето по оној грант кој што го добивме преку Министерство за финансии, Светска банка, КФ банка и Министерство за транспорт и врски од 2.200.000 евра. Пред 2 дена, односно во средата, имавме последен консултативен онлайн состанок и дојде во четвртокот надзорот од Австрија, кој ќе ни биде надзор. Очекуваме за месец дена да ги тендерираме целокупно тие 7 проекти за изградба на фекална, атмосферска и водоводна канализација, со што после подолго време Кавадарци ќе добие една подобра инфраструктура во делот на атмосферската канализација и при обилни дождови на многу луѓе ќе ги растретиме проблемите и семејства кои што ги имаа до сега. Така да Кавадарци заликува на еден град кој што веќе од модерен карактер, град кој што е на повисоко ниво. И сами знаете дека пред 15 дена ги имавме отчетот на 3 годишно работење на градоначалник и совет на општина Кавадарци, каде што нашите програми кои ќе ги освојуваме во цело се завршени и нормално дека за наредната година ќе имаме добри програми, капитални објекти кои што треба да ги завршиме. Сакам да напомнам во однос на COVID кризата која што имаме во општината, во државата, меѓутоа и во цел свет, како советници да тука размислиме малку по однос на мерките кои што ни ги препорачува Комисијата за заразни болести, Министерството за здравство. Во вчерашниот ден беа извршени геометриски снимања и мерења во регионалната болница со проширена дејност Кавадарци. Некаде втора недела од месец декември треба да се отпочне со изградба на дополнителен капацитет на модуларна болница за COVID потребите, односно за инфективно оделение, со површина некаде од 1000 метри квадратни. Така да ние сме влезени во програмата на Министерство за здравство и на владата. Пак ќе повторам, значи втора недела од месец декември треба да се отпочне со изградба на таа модуларна болница. Ево нека биде едно растретување на граѓаните дека капацитетот во општина Кавадарци за позитивни од COVID-19 ќе биде на високо ниво. Во моментот добиваме секојдневно извештај од директорот на болницата за капацитетите и потребите на болницата. Во моментот имаме 55 легла на двете COVID оделенија, исполнети се околу 39 до 40 во зависност од денот. Имаме слободни капацитети, имаме слободна техничка опрема во делот на кислородни боци, регулатори, и морам тука да кажем дека и кадровски се уште сме потенцијално добри, макар што оптеретени во делот на медицинскиот персонал кој што напорно работи
24 часа. Еве денеска и нашите советници кои што се лекари беа тука, па мора да заминат, па пак да се вратат, така да стварно се у една незавидна ситуација во делот со ковидот. И да дадам уште еден апел во делот на она што не сакаме да го збориме, а мора да го спомниме. За наредна седница, ако треба може би во наредна седница, ќе иницијатирам заедно со јавното предпријатие Комуналец, да, за жал, оние кои што ги имаме покојни од COVID-19, да направиме план и програма, да немаат дополнителни трошкови од редовните погреби. Значи, ова вака невкусно за зборење, меѓутоа е дел од нашата реалност. Ние имаме дневно по 1, 2, 3, ајде да ги наречеме жртви од COVID-19, кои што ги погребуваме на нашите градски гробишта, меѓутоа протоколарно и по протоколи тие имаат малку повише дополнителен трошок од редовните погреби. И мислам дека како општина треба да размислиме, да видиме со ова нека биде задолжување на нашата финансска служба, на јавното предпријатие Комуналец, поготово во секторот на градската капела, да направат една анализа, што значи нерегуларен погреб или погреб во делот на COVID-19 по однос на финансската конструкција на семејството кој што го има веќе изгубено покојниот. Така да таа разлика за дополнителни трошкови, мислам дека не треба да биде на терет на семејствата, затоа што знаеме дека имавме случај немил од едно семејство, веќе 3 лица покојни, никош да не се повтори, меѓутоа мораме ние да водиме грижа и за финансовата конструкција за тие луѓе, пошто вината не ја гледам кај луѓето, оние кои што се заразени од COVID-19, нормално препораките и мерките треба да ги пазиме во максимална гледна точка, но некогаш заразувањето доаѓа и од некои непознати причини, така да ова е пандемија и во вид на пандемија ние мораме да помагаме на населението. И исто така на таа седница ќе иницијатирам да Општина Кавадаци во соработка со Општина Росуман и Неготино, пошто ние сме регионална болница, ги примаме болните и од Росуман и од Неготино, да иницијатираме за купување на дополнителни брзи тестови, кои што веќе се представени во програмата и во системот на Министерство за здравство како регуларни тестови и тестови кои што влегуваат на сила, да иницијатираме да можеме да набавиме, да одвоиме средства за брзи тестови во нашата болница. Јас само еден податок ќе ви дадам. Министерството за здравство има набавено 14.000 теста. Од тие 14.000 теста 350 се одобрени за општа болница Кавадарци, односно регионална болница. По примерот на општина Битола, еве, нема зошто се срамиме да ја спомниме, вчера Битола донесе одлука за набавка на дополнителни 2000 брзи тестови за потребите на општина Битола. Така да ова нека биде само еден вовед и едно задолжение наредната недела да направиме анализи со стручните служби колку тестови би ни требало дополнителни, да можеме нашите луѓе да навремено ги тестираме и навремено да детектираме оваа пандемија, за да бидат во делот на нивното лечење, ајде да кажеме, побрзо и да биде минливо со пократок период, пошто капацитетите секаде низ Македонија се веќе исцрпени во здравството. Благодарам на сите советници, благодарам за гласањето во делот на препораките од регулаторната комисија и како градоначалник и како човек ве повикувам сите на ниво општина Кавадарци и советници и од повисоко ниво пратеници или било кој да ги почитувате државните институции и да ги почитувате препораките на секој регулативно тело кое што е со устав и амандман или со било каков начин избрано во нашата држава. Тоа значи дека тоа регулаторно тело ниту е на СДСМ, ниту е на ВМРО. Тоа значи дека таа регулаторна комисија е составена од стручни тела, како ни беше нас кога таа истата регулаторна комисија ни даде фитинг тарифи за нашите централи. Ни даде 400.000 евра дополнителни средства секоја година во наредните 10. Тогаш беше добра комисијата. Така да таа комисија е составена од стручни тела, луѓе кои што се компетентни за таа работа и мора да ги почитуваме нивните одлуки врз основа на стручност. Благодарам. Благодариме градоначалник. Колеги, ви посакувам убав викенд.